Партиски активности со цел презентирање на мерките од изборните програми на двете најголеми политички партии во државата и денес. Намалување на невработеност и создавање на нови работни места досега били и остануваат врвен приоритет за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Нашата цел е во следните 4 години да создадеме нови 70.000 работни места. Истакна на пресконференција во Велес носителот на листата на владеачката коалиција во третата изборна единица Илија Димовски. Оваа цел е остварлива бидејќи ние покажавме дека сме единствената политичка структура која за прв пат после 20 на години создава нови работни места. Во изминатите години во Република Македонија на работа одат нови 160.000 луѓе. Пред да ја преземеме одговорноста за државата, секој ден на работа оделе само 560.000 луѓе. Денес таа бројка е 720.000 луѓе со име и со презиме. Тоа е нашиот најголем успех, а нашата најголема цел е да создадеме дополнителни нови 70.000 работни места, рече Димовски. Носителот на кандидатската листа на СДСМ и коалицијата во изборна единица 3, Љупчо Николовски, денеска на средби со граѓаните на Велес најави мерки за реформи во администрацијата, истакнувајќи дека ќе нема отпуштање од работа и од институциите ќе работеле во служба на граѓаните. За да можат граѓаните брзо, навремено и ефикасно да ги извршуваат своите обврски, клучните институции ќе работат во 2 смени во периодот од 8 до 20 часот, рече Николовски. Стево Пендаровски, носител на кандидатската листа на СДСМ и коалицијата во изборна единица 1, денеска изјави дека државна тајна е колку луѓе реално се алиментирани од државниот буџет, а работат во администрацијата. Доколку победат на изборите, најави сет мерки со кои вели драстично ќе ја подобри состојбата на администрацијата и ќе овозможи таа навистина да биде сервис на граѓаните, а не како што рече партиска испоставка на владеачката партија која служи како резервоар за така наречени сигурни гласачи. Прво ние ќе го објавиме регистарот на администрацијата затоа што тоа не смее да биде тајна не само поради меѓународната, туку поради домашната јавност и луѓето плаќаат за таа администрација. Значи бројката на администрацијата мора да биде јавно позната по министерства, по сектори, по сите нивоа на цела територија на Република Македонија. Во државната администрација нема да се примаат луѓето со партиска книшка. Единствен критериум за вработување во администрацијата ќе биде знаењето, вештините и пред се професионалноста и компетентноста. Унапредувањето ќе биде според истите критериуми, рече Пендаровски. Тој посочи дека ниту еден човек што е вработен во администрацијата не треба да стравува за своето работно место по промената на 11 декември, освен оние како што вели, а тоа е мал број кои го имаат прекршено законот. Доделување неповратни средства во висина до 10.000 евра за младите земјоделци кои влегуваат во земјоделскиот бизнис е една од мерките предвидени во програмата на ВМРО ДПМН, што денеска председателот на оваа партија и носител во изборната единица 4 Никола Груевски ја представи пред жителите на Ваташа. Тој ги информираше земјоделците дека исто така е предвидено наместо досегашната 50% поддршка за земјоделската механизација, таа да биде 60% покриена од државата. Ќе бидат обезбедени и поволни кредити преку Македонската банка за поддршка на развојот, наменети за земјоделците и преработувачите на земјоделските производи. Лидерот на партијата ги информираше земјоделците за поддршката што ќе биде обезбедена за следните 4 години во висина од 600 милиони евра. Ќе биде овозможена и 80% на поддршка за набавка на систем капка по капка, ископ на бунари и набавка на високоприносен добиток. Во фокусот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија посочи тој, освен обезбедување проекти како Купи куќа за млади е и обезбедувањето предпријатија кои ќе вработуваат млади лица до 29 години. Исто така со програмата за самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години ќе им се обезбеди можност за подигање кредит во износ од 7.000 евра со грејс период од 18 месеци и период на враќање од 66 месеци. Оваа можност, како што е предвидено, ќе може да ја искористи носителот на предпријатието, додека пак за секој вработен ќе може да добие дополнителни 4.000 евра, а максимумот ќе биде 5 вработени. Тој го најави проектот од град во село за нов почеток, во кој се нуди финансиска помош при градбе или купување куќа до 6.000 евра, како и 15.000 денари месечно за период од 18 месеци или вкупно 270.000 денари.